со нова емисија Тиквешки легенди, фудбалски легенди. Постигнавме одредени ефекти кај вас, почитувани гледачи, откривајќи некои детали од поранешниот спортски живот, особено на фудбалскиот клуб Тиквеш и уопште фудбалското живење во градот. Сакаме сега да направиме една емисија во која ќе ви откриеме некои детали и времето на постоењето на фудбалскиот клуб Бор. Еден од клубовите кои сега велат некои, ако би бил жив, ако би работел, би постигнал многу поголеми резултати во фудбалскиот живот, во спортот фудбал. Меѓутоа, тоа е само некое нагодување дека така мора да се случи. Еден дел од фудбалерите на Бор заминаа во Тиквеш и играе. Во Тиквеш играа долго време и живи и здрави се и во текот на овие интервјуа, во овие емисии, некои споменуваат дека убав му бил животот во ФК Бор, потоа заминале во ФК Тиквеш и секој заминал во различен правец. Меѓутоа, ние сме должни како телевизија да ви откриеме некои детали од тоа време кога Бор беше навистина голем фудбалски клуб и некои таленти, некои фудбалери, некои спортски работници потекнуваат од тоа време. Неодминливо е да се видиме, да се сретнеме со некои луѓе кои тогаш значеа за нешто во Бор. Игра и фудбал, меѓутоа може да не откриат и некои детали од животот во ФК Бор. Едно од тие соговорници е господин Бранко Шемов. Здраво живо. Здраво живо. Како сте? Благодарам, добар сум, фала на поканата. Долго време се договараме за ова ваше гостување кај нас во ова Тиквешки фудбалски легенди и еве дојде тоа време. Да. Вие се подготвувавте за овој ваш настап, ќе пуштиме и во оваа емисија други личности од тоа време, меѓутоа како вие го доживувате тоа време? Како беше тие 60-70 години во да се игра фудбал во Кавадаци, како беше таа идеја? Како беше тоа ваше влегување во Тиквеш? Да, најпрво за Тиквеш да чуеме. Како влеговте во спортот? Да. Може да почнем. Како не поведете? Овде ќе користам, морам некогаш да погледнам во... Ако погледнете. Овак, затоа што се располага со години, со дати и сакам хронолошки се да кажам како е почетокот кариерата моја, како почна од Тиквеш и нормално и на другите мои соиграчи. Тоа беше 1967 година. Добро. На 14,5 години мои, пролетта, во подмалокот на Тиквеш почнав. Тренер ми беше Блаже Малинков. Јас играв центар халф. Беше, го знаете сите. После наполнувањето на 18 години, преминав во старата или првата екипа на Тиквеш. До 1970, после 18 години, сите преминаа. Затоа што тогаш до 18 години повеќе не дадаа да играш. Така ја правилата? Да, правилата бе како сега што има 21, попорно 27. Ако паметите. Сите тоа го паметат, мислам што го гледаат. И преминав до 71 година. Бев резерван, не бев директен во првата да, но ме пуштаа во неколку утакмици за замена и одиграв само 2 утакмици, мислам дека беа во Гостивар или во Белајца. Потоа се запишав на студии во Скопје на право и прекинав да играм фудбал. За Тиквеш. Приоритет ми беше образованието. Во Скопје тренира во тогашен Балкан, во Чаир, одиграв 2-3 пријателски утакмици и таму се откажав. Но не прекинав со играње на фудбал воопшто, односно мал фудбал во Кавадарци, не игралиш на гимназијата Јосип Брос Тито. Да, ви таму живеете, да. Да, таму живеем, учествувам на многу турнири на мал фудбал, посебно во Скопје кога студирав, кога бев на студии, скоро на сите игралиша во Скопје идам играно. И учествував и на надпревари. Го освоиме на правниот факултет, ние се викавме екипата Тиквешани. Спортски игри таму ше имаше. Спортски игри, правниот факултет организираше. Така е. Мал фудбал и ние се нарекол Тиквешани, од Кавадаци. Играчи, мислам, пријатели, другари, морам да ги спомнам Ангел Темков, Тони Стојанов и други. И го освоивме прво место на правен факултет Тиквешани. И не пратија на правенијада во Портoroš, во Словенија. Од сите правни факултети на бивша Југославија играчи. Добро. Таму игра, тогаш во тоа време игра Душан Савич. Добро. Сум играл фудбал од Звезда, Жунго од Хајдук, Жутела, Пашич од Сараево.
кои тогаш играа голем фудбал за овие големите клубови Звезда, Хајдук, да не ги набројувам сите. Тие беа во тоа време нормално студенти и со индекс покажани и игравме на правнијадата. Јак избор на играч. Избор, да, играч. И денес да се каже дека Душан Савиć, може да кажам дека Душан Савиć не беше добро за фудбал. Многу слаб беше за малку се познаваше, а за голем фудбал. Знаете, оно гајџајче што го напаси, го гаѓаше во глава. Не е исто се игра и мал и голем фудбал. Не, значи не е исто. А за разлика од него Жунгул беше тата-мата за мафало. И он не случајно замине во Америка и направи големи пари таму. Така е. Жунгул нема за мал фудбал. Лично сум го гледал во живо, тоа е нешто тата-мата за мал фудбал, искрено ви кажувам. Како се случи тоа да Бранко Шема влезе во иницијативата за формирање на ФК Бор од Каварци? Зошто ФК Бор? Имаше ФК Тиквеш. Да. Што ви текна? И кој го направи тоа? Вака се, мора да го кажам тоа настана во периодот 1978 година. Иницијативата беше покрената во ресторанот во Хотел Балкан, долниот ресторан, ако памтите. И бевме собрани таму, да речеме, морам да ги именувам луѓето кои што седевме таму, јас бев таму, Мили Камчев, тогашен беше на комитетот, Цветко Ивчев, секретар на комитетот беше, Стојче Цафа беше, Ангел Темков беше и Митко Танев. Митко Танев од Ваташ. Во разговор и мислењето падна идејата ајде да формираме нов клуб. Од сите играчи незадоволни од Тиквеш или на некој начин незадоволни или не се во првата лига, не ги спрвни се. Апсолутно. Не ги игра. И дека ќе го клубот Бор ќе го финансира шумскиот комбинат и затоа ќе се вика ќе се вика Бор, затоа комбинат се викаше Бор. Сите си зедоа од врска. Комбинатот играш се викаше Бор. Да, Бор, зашто името го стави затоа шумскиот комбинат Бор и а не шумското стопанство Бор. Да, не шумското стопанство, комбинатот Бор и он ќе го финансираш. Добро. И сите си зедоа врска тие што бевме учесни, секој да најдеме по некој играч да привлечеме. Добро. И сите сакаат да се приклучат. Идејата му стана на сите. И сите од бивши играчи. Да, што играле во Тиквеш, како и јас, како други. Ремотивно што во Тиквеш не се исполнили или на некој начин сакаат да се откажале и сакаат пак да се докажат. Добро, ше малку да се уште беве млади. Малку ли беше тоа во Тиквеш што беше спортски клуб, имаше голем потенцијал на фудбалери? Имаше, да. Затоа веројатно е таа. Затоа беше таа идеја и многу се приклучи на таа идеја, затоа што многу имаше квалитетни популарна игра. Популарни и квалитетни играчи игра во Тиквеш, сите што сме играле, што сме почнале заедно. Вие во самите снимки после ќе ги видите кои како играле во клубовите, кои биле од помладокот, кои играле во Бор. Сите ги има снимките, ќе ги видите. Селот, значи се озваа многу фудбалери. Така да многу брзо екипата се почна да се создава. Малкумина се сеќаваат, ова сака како ексклузивитет да го кажам, малкумина се сеќаваат дека во почетокот кратко како тренер беше 1-2 недели Ефрем Јосков, звани Ечо на Топито. Добро. Значи он беше како тренер. Тоа беше околу 2 недели, а потоа дојде како тренер Трајче Леов. И тоа некој до сега никој не го кажува. Сите го кажуваат Анџуше Петар. Причуш потоа беше. Значи хронолошки, ова јас го имам и доволна документација, Трајче Леов беше кој беше и тренер и играч на Бор. Со Трајче разговара како играч. Самите снимки после кога ќе ги видите снимките или граѓаните кои ќе ги видат снимки ќе го тврдат. Дека таму како се сликне Кирин во войска, он е. Не ви веруваме ваш тоа јавно го кажувате, тоа е препорак. И тоа го потврдувам со слики, со снимки. Добро. Се регистрираме и почнеме од општинска лига. Тоа негде 78-79 година. И Трајче Леов беше тренер се уште и влеговме во регионалната лига. И он беше се уште тренер во еден дел, потоа се откажа и дојде Петар Анџушев во регионалната лига. За тренер. Од општинска лига ние ги прегазаме, избегаме 10 бода напред. Немаше конкуренција, сите фудбалери беше тата-мата, по селата игравме, немаше така беше сега да имаше, знаеш по селата како имаше и судири, и сакви, секако имаше по секоја цена да тепат, па маваат, па со нози, па со раце. Судијата таму. И со судијата таму, начали се плаше судијата да досуди нешто и пенали се. Јас во тоа време играв, значи халф. Под негово водство бевме прваци во регионалната лига.
И последна година играње во таа лига бевте прваци. Прваци бевме со него, начело со Петар Анџошев. Сега треба да се спомнем во 79 година игравме и бараж со Габер од Ваташа за влез во регионалната лига. И Габер беше силна екипа. И силна беше и го победили со 2-1. Во наредната 80-81 година. И ги има и таму и снимки, после ќе види и снимката и од иста снимка има и таму. Добро. Сега интересно да забележи дека со подемот на Бор, скоро сите играчи кои беа играчи на Тиквеш, доаѓаа во Бор да играат и можам да ги морам да ги спомнам. Затоа што не е фер, кога ќе се сетнам се утре на чашијата, што викам некоја да речки, ќе рече зошто не. Зошто не кажа? И тоа врвни играчи што игра за Тиквеш, што многу дадо за Тиквеш и што беа врвни, Ано Недев, пример. 82-83 Пано Недов дојде. Јордан Милков, Граше, 82-83, да. Во една полусезона играше за Бор. Добро. Ване Таше Беличето од Вачача, многу души го знаат, 82-83. Лазар Симоновиќ од Росуман, Душко Кареов од Росуман. Кареов беше, да. Ацо Кузман од Росуман и тие доаѓа во Бор. Тапчевски од Сопот. Трајче Стојков, не овој Трајче што ни играше дел, туку Трајче Стојков Зубац од Реново. Добро го знам. 82 и он дојде. И нормално и Кире Николовски. Сега последен го остан требаше прв да го нагласам, али и Кире Николовски. Како голман, да, и Кире Николовски бранеше за Бор. И ќе го видите во снимките, го има таму во сликите. Се пара интересно да се каже дека во дуелот со Тиквеш. Сега тоа многу интересно. Никој до сега не го кажал. Бори Тиквеш. 82 да, и 83-та во првата полусезона во втората лига. Добро. Нели имаше општинска, регионална и влегови во втора лига. Ние го победивме првата полусезона 3-1. Така. Бор го победи. Втората сезона пак можевме да го победиме, но едноставно изигравме нерешено. Зошто? Играчите беа поделени в нас. Во соблекувалната играчите беа поделени. Тоа сакам да го затоа што сите потегнуваат Тиквеш. И јас викам, дајте сите потегнуваат Тиквеш. Не е ова наредена нешто, али не смееме, викам, затоа што ќе излезе од оваа лига. Како ќе правиме фузија? Локал патриотизам. Да. Тоа не е намештањка да речеме. Ја никош не сум учествувал во намештањето. Разбирам, тоа е психологички момент. Психологички момент. И почнаа некои, сега нечем да ги именувам кои играчи не сака, нормално незадоволен некој начин. Во таа смисла, али тоа никој не го кажал до сега како ексклузивитет, го кажам нека бидеме поделени играчите. Ај можеме да ги победиме. И ајде 2 да направиме боц за да не испаднете од театри. Тиквеш остана. Остана Тиквеш, да. Тоа е битен момент. Така да сезоната 82-83 во втора лига, која игравме виче, тоа беше силна втора лига. Силна втора лига беше и на крајот Бор, не едно коло пред крајот, го освоивме првото место. Во мртва трка, да рече, може и Бреганца Делчово беше тогаш, Тиквеш, Вардар, неготивно играше он бараж со Караорман, играше и така натаму. Така да го освоивме првото место и во втората, и влеговме во првата лига. И сега што се дешава понатаму? Ајде. Се случува, ова морам да го кажам на граѓаните, да им биде веродостојно и јасно. Добро. Не можам јас некои работи да ги сокрием кои се вистинити и искрени. Се заговараше и се направи фузија да биде еден клуб понатаму и да се вика ГФК Тиквеш. Градски фудбалски клуб Тиквеш. Каватаци. Тоа го направи политиката во Каватаци. Искрено. Тоа е точно. Со препорака дека ќе остане тренерот и сите играчи заслужени за влезот во прва лига со засилување од поквалитетните играчи од Тиквеш. Претходните играчи. Значи, Костов на Бор да видели нормално дека треба да има заслужување. Ти видиш претходно што ги кажат квалитетни играчи. Не може да ги туриш настана тие. Сега, ни обечава за прво место награда од $1.000.000 тогашни пари. Ајде преведете у денешни пари колку биде тоа. Не знам колку пари, нешто многу пари, не имам динара, не знам колку пари. Да речем 2000 евра, пример, да речем. Пример. Али тоа бе голем. За седми играч. Но фала Богу, ни пехар не ни дадо, ни енергии, ништо значи не ни дадо, искрено да ви кажам. А председател на ГФК Тиквеш остана кој беше? Вано Шкартов. Претходниот председател на Тиквеш
во ГФК Тиквеш пак остана он како председател на клубот. Тоа е Со фузијата пак остана. покојниот Вано Шкартов, директор на Хотел Фери. На Хотел Фери покојниот е Вано Шкартов, така. Јас тогаш станав и категорички Ви изјавив. бевте директор на Каф Комерц, не Каф. Не, ја у Тиквеш Комерц тогашно време бев секретар. После тоа станавте? После станав. Прво бев секретар, без работа. Јас станав и категорички изјавив. Не се слагам со таквите обичавања. И чим се замеша политиката во фудбалот, јас се откажувам. Се откажувам и не сакам да играм и да учествувам во такви. А бев 31 година. И почна да ми вика, ми рекол, чекај сега ти, зошто ти мораш да играш? Уште неколку години, ни требаш. Јас пак повторим, не е добро и не е фер пак да се повторува некои работи, политика да се меша во спортот. Фудбаличари да одредат. Овој ќе игра, овој нема да игра, почна такви калкулации, овој ќе игра. Дете игра, тоа однина и така надале. И бев должен тоа да, не знам како човечки да го кажам. Од гледна точка, вие не сте сакали да учествувате во таа работа. И уште нешто кажа, дека памтим ти ја думата да ми ја памтим, на сите му кажам, тука што беа собрани сите. За 5-6 месеци, викам, се ќе биде постаро. И тренерот Анџушо ќе го сменат, а играчите одбор еден по еден ќе ги изостават. И така и бидна. И после некое време самите играчи одбор, па и тренерот Анџушо ми рекол, во право си бил Бранко. Ова се ексклузивитет што сакам да ги кажам. Тоа потврди Анџушо Бојан. Затоа што не знам, може он го ја го слушам. Али другите претходни да речем него зошто не го кажува. Тоа е истина. И од тогаш, но за жал немаме во фудбал во Калара. Со собствени играчи кадар, не се ложи сметка за избор на млади кадри. Мислам, овој играчи. И за тренери, и тоа квалификовани, пази сега. Искуство, на пример, еве Никола Златев, квалификован, он има школа така. Не, мора да го ставиш ти со Анџушев и он да бидете за тренери или после да настапи, разбираш? Тиквеш да го воде. Обшто правило за создавање, ја многу добро го знам до искуство, на млади талентирани играчи треба да ги наоѓаш во и детектираш од пратењето по школите. По основните и по средните школи. Тебе тој играч, овој тренер, тој тренер да оде, да ги гледа како на спортските се поврзе со што беа професорите или учителите по физкултура и оттаму да црпи кадри. Тоа општо правило. Цел свет го прави, ние не го правиме тоа и затоа така останам да зошто зависиш од други играчи да земеш страна кој имаш кадар, собствен кадар. Така, точно. Инаку јас по откажување пак може да го кажам, фудбалот никогаш не престанав да играм мал фудбал по турнири, работнички спортски игри по што имаш. Училишни игралишта. Се до 47 години од мојот живот. Од возраста. Од возраста, мислам, односно до 1990. Не прекинам да играам. Има некои моменти од бор да ни кажете што се случиле, што били интересни, а пред јавноста ги немате кажано до сега. Еве сега ќе кажам некои работи. Прво да кажам, интересно да се каже во делот на фудбалската игра, само ова да не го заборавам, сколку требаше и преескали, сега да го кажам, дека ние имавме, ние трениравме на спортски стадион. Да, кој беше ваш стадион? Спортски стадион и салата јасна. Под сала јасна. Да, сам. Сега баш тоа сакам да го разложам. Смеете да играте на градски? Не, тоа е селството да го кажа, не тоа. Значи, ние играме на спортски стадион кај салата, јасно. Добро. И кога ќе побараме да одиме да тренираме долу на градски стадион, или обично во петок да одиграме се нудевме на Тиквеш да изиграме една пријателска утакмица за недела. Подготовки за самата недела за настап. Меѓу себе. Не би дозволува, не знам управата или тренерот, не знам кој, на тебе и се вада се со тоа дека се ваде игралишто, дека се пуштили цревата, се оние топчињата и се ваде игралишто. Се тоа не беше изговор само беше, не знам. А имаше граѓани, гледачи на Тиквеш што доаѓа на трибините точно да телевизите. Зошто да не го гледа, да му го приушиш задоволство, ти му го скратиш задоволство. Така.
И, значи, Да, тоа е добар детал за ривалитетот на двата клуба. Ревелитетот на двата клуба. Всушност, политичките крила на тоа крило на Тиквеш и на Бор. Да. Ја би рекол повеќе на Тиквеш. Да. Ја би рекол повеќе на Тиквеш. Јас, инаку можам да додадам сега дека бев ја играв халф Добре. во Бор. Играте хаос. И Тоа е јака може да позиција. праши, веројатно ќе ме прашате дали имаме дадено голови, дали сме учествувале. Ајде за крај спремам тоа прашање. Да, Имавте ли дадено голови? имавме дадено голови, сега ќе ви кажам како ни беше разработена тактиката. Ајде. Интересно и прашање. Ние во Бор имаме една разработена тактика на секој корнер, скратен корнер. Корнер или скратен корнер. Облизина на Ние противникот. од одбраната, јас како високи играч, Васко Стојанов, Ангел Денков, како високи играч на набацени топки. Од левата страна Борче Ѓорѓиев, он е лево крило играш, кој ќе не набаци, обовезно паѓаше гол. Од десната страна Зошто од левата? високи играчи, за тоа сите тројца. Еден на прва, еден средна, еден на втора стратегија. нема кај дојде топка. Нема топка кај дојде. А Борче беше толку квалитетен за тие топки, он како слично нещо на Джајчко, че од и левак беше, он беше лево крило и добар дрибел беше, и лево качка да бази, што вика лапет директно на главата. Значи, исто така од десната страна па Трајче Стојков, десното крило Трајче Стојков. Да, Исто по он. И он така беше, така му беше некој шутови да бека како заобледни така малци. Ефе, да не може на гол да најде и се понавеќе игра топката. И многу голови такви дадат. Колку дадат Јас имам не знам, јас имам, сега не е мојата кариера од јас. Отприлика ја бев, кога бев играч, рече, ако почне ми од Тиквеш, ја ги пуцав пеналите на Подманокот, кога бев у Подманокот на Тиквеш. И после и тука имам и слободни удари шутирано. Негде може да има 5-16 гола дадено. Од тие најмногу, да, на првенство, тие најмногу беа со глава и некои со глава, најмногу да речеме. Па ви бевте највисоки по тоа време. Би играме. Би пенали сум пуцувал, знаеш како ти е. Едно време бев во Подмалокот и капитен и у почетокот капитен во Бор, после Ангел Настов, покојниот Джанко звани, после он беше вако тренер, овој е капитен на екипата и така да го тој дело мислам дека се офати, ништо мислам дека немам нешто испуштено, заборавено. Шемов, пратите ли сега фудбал? Пратам фудбал. ФК Тиквеш, ГФК Тиквеш. Пратам, ама поредко. Тоа го велат многу луѓе што не се во спортот и во видење. Жал ми е за Што се случува? Не знам. Како да немаме наши Како да фудбалери? немаме наши тоа испуштивме таа школа што викаме порано сите тие работи. И се да зависи па да плачеме. А денеска знаеш тешко се финансира. Многу тешко се финансира. Многу тешко се. Фудбалот е многу тешко. Да купиш играч. И некој игра, ја не знам, ние тогаш немаме тако ни да бараме пари. Точно, има, тоа не го кажа. Има премии. Плати. Да, премии имавме и хранарини. Хранарина речеме 30.000 земав. Тогаш имам време 30.000, како 100 евра сега да се. Добро. Месечно, али добро дошло, си млад. Што се 100 евра, како за тоа што ги имаш. Али и премии да, али скоро стално ти бори игра, стално тепавме. Вели три такви стално тепавме. Не беа лоши и како се вика премиите. Исто 100 евра. И тогаш што ако тепаш утакмица, разбираш, 100 евра ти дава. Играте на големиот стадион, имавте ли сублекуван таму? Имаме сублекуван ги направи Шумскиот комбинат. Да. Вака да се облечите туширање. И дури му направи со туширање со се. И му направиме дури помошна една просторија на слога на ромите. Тоа сакам да ја прашам. Тоа време многу се играше фудбал. Слога ли беше? Слога, да, ромите слога. Ромите беа страшно. Добри беа. Да, добри беа од општинска лига и често пати со нив некои утакмици тука да играли што си игравме. Али му направивме исто комбинатот му направи нив простории. И исто со туш со сите собликувано со сите тие работи. Паметам, каде ќе одиш, каде му утакмица да го гледам Бор. Каде гледаше публиката утакмици ваши? Таму. На странката. Не, утакмиците не ги игравме ние првенствените таму. Туку на градска стадион. Туку на градска ги игравме. Не ни дава да тренираме. Како добивавте дозвола овде на градски? Не знам никој воопшто никој не се буни за таа работа, разбираш. А и публика имавте? И публика, па нека даваме 5, 6, 7, 8 гола, не даваме ни 1-0, 1-2, 1-3, не даваме гола. Ни лежи таа трава, сите тие сите играли на тоа играли, сите сме играли на тоа ни лежи топката, ако си искосите, знаеш како топката полесно оди. Сега имаше понекаш џомки, момки, што викаме ние, нормално сега не е празнина. Ама ги знаеме дишеме таму
почнеме да играме. Али сите првенствено такви ги играме таму. Нема што, сите ги играме. И од општинска лига сите ги играме. Опортунизам од помошниот персонал на Тиквиш? Нема. Дали ги правиа со адресови нешто? Ништо не ми правиа. Ништо не ми правиа така. Такви работи ништо. Мислам се беше во ред. Само беше избегавањето од оно тренинзите тука и од она во петок, нели, обично таму петок си играе меѓу себе. Оти ние меѓу себе ние викам Тиквиш да дојме, ради наредба во неделата спремен за утакмица, подобро спремен да биде. Апсолутно. Тоа го избегава. Ја пренесуваме ова емисија, што би издвоило тоа време, кои талентирани фудбалери постигнаа плафон? Освен на Ѓушев кој играше и во Вардар. Јас мислам. Добри фудбалери во тоа време. Добри фудбалери дека беа. Што би можело да играте во големи клубови? Во големи Пано, да речеме Пано не да би го издвоил, да речеме Ангел Леов, добар фудбалер. Сега не би текне баш Джанго беше добар фудбалер, после он Мацен нели ногата скрши, па добар се опорави и играше и многу мислам беа Ангел Леов беше добар за играч за голови да даде. Исто и Джанго беше како лево крило, многу беше на Пано Минов градеше топката, немаше он влево гуваше и сигурно го знаем 90% ги се даде гол. Мислам можеме и другите, сега не е фер према другите, да, тоа се тизи, не можеме себе ги тоа убаво некој. Јордан Милков, не смеам да го заборам. Како Јордан Гатов голман. Ке не се нас налути ако не го кажа. Ако не учи ми се налути. Добро и кине полски бранеше да речеме Тиквиш редовни. Ако ја упал малку, он токаш дојде, па после кога дојде и во бор малце поигра. А и таму ќе го видите од снимките. Да. Кажи ми само на крајот, убаво ли кога зборувате за бор? Како не бе, со цела пиетет, како се вика, вака ми е, не знам како, ме боли нешто, како зборува сестра, нешто ми лежеше, вика. И за бор нормално и за Тиквиш ми бе, за тоа што почнем од таму. Ке го биде ли Тиквиш на крајот? Ја мислам дека треба да биде. Треба да биде прволигашки да остане, па надата година треба, сега не знам таму управата. Чи има бараш веројатно таквица? Бараш се веројатно ќе има, да го очекуваме тоа, па да поминиме. Мораме да поминиме да се. Вие се долго време надвор од спортот активен. Да. Што се занимавате сега? Како живеете? Интересувате за спортот? Имате ли време? Сега сум пензионер. Гледам утакмици овие сите нормално, али сега сум пензионер. Вклучен сум како активен во пензионерското. Фино. Јас сум делегат или представник од Кавадаци во Сојузот на пензионери на Република Македонија. Тоа е висока функција, и ги застапува интересите на пензионерите. Нормално Македонија, нормално го си вредам за Кавадаци, затоа што не сакаме да изградиме еден старински пензионерски нов. Тоа е добра работа. Тука кај Киро крстев споменикот. Супер. Тука разговарам туку со градоначалникот, со локална самоуправа, сите да ни помогнат да се направи. Ама за фудбал кој зборувате, сте ме го расположили. Да го се расположим, да. Немам трема, а возбуден сум многу. Да, бе, чувствувам и тоа што го кажавте од срце. Од срце го кажам и сето беше искрено, до сега не верувам дека некои работи не беа кажани до сега и затоа како ексклузивитет морав да ги кажам. Многу фала што дојдовте кај нас. Благодарам на поканата, повелите друг пат кога се. Ние продолжуваме емисијата посветена на ФК Бор понатаму. Продолжуваме понатаму со емисијата која ја посветуваме на фудбалот, на теквешките фудбалски легенди. Оваа содржина конкретно ја наменивме за ФК Бор. Во нашето студио можете да забележите дека се наоѓа Борис Ѓорѓиев. Здраво, живо. Да. Ви благодарам на Беше црн, сега си бел. Меѓутоа спортот не ти е стран, ти понатаму се бавиш активно со атлетика, со спорт. Порче, добро дојди во нашето студио. Ова емисија за Бор ми е посакувана емисија, многу луѓе што биле во Бор, а тие сликите гледам дека постојано си во првата постава. Точно ли тоа? Ви благодарам на поканата. Бор е формиран 78-79 на природачка сезона. Во тој период сум на служување на воен рок. Добро. Од враќањето од воен рок на покана на бивши соиграчи од ФК Тиквиш, а прифанав нивната покана
И отиде во Бор. почнав да играм за Бор. Меѓутоа ти фудбал не почна да играш во Бор. Ти почна да играш фудбал во Тиквеш. Во Тиквеш почнав на преродачка 74-75 година. Така? 3 години останав во Тиквеш, заминав на служување на војни рок, повраќам таму на покана на пријатели, бивши соиграчи од Тиквеш, кои више игра за Бор, Лупчо Ицев, Ангел Леов, Васко Стојанов, Трајче Леов како тренер во тој период, Се добри играчи, што ги спомнат сите. Никола Лазов, Трајче Стојков и ред други. Така? На нивна покана дојдов да играм за Бор, Колку време играше во Бор? па до згаснувањето на клубот. Бор со фузијата со ФК Тиквеш. Борче играше во прва постава и многу силна позиција. Што играше Борче? Па најголем дел играв како левокрилен напаѓач. Добро. И по потреба кога немавме добро играч на место на центарфор, играев како центарфор. Борче моја генерација, меѓутоа јас го имам гледано како игра фудбал, даваше многу голови. Точно ли е тоа? Па Колку гола дан за цирка за Бор? може да речеме едно 20% до 25%, 20% Сите беа твои голови. од постигнатите голови. Немавме таков класичен напаѓач, да те голеви. сваќам. Да. Може 20% од голевите за Бор сум ги дал или сум асистирал на поголем дел од голевите. Бор беше формиран со луѓе кои сакаат да направат честен клуб. Успеа ли во тоа? Па приказната за Бор е може најголем успех и на луѓето во клубот или тогашна управа на клубот како ги именува. Слушам. Меѓу кои беа Миле Камчев, Стојанов, што така мислам дека беше председател на општината или на директор. Да, тоа беше собранието. Во катастарот Коле, Никон, Лазар Ристов Ристов беше, да. и други сега во моментот. Кој беше тренер? Во почетокот тренер е Јосков, па Трајче Леов. Добро. И задните 3 години со клубот работе Петар Анџушев како главен тренер и Никола Златев како помошен кондиционен тренер. Во тој период најголем дел од утакмиците го добиваме на тие дел на кондициона припрема, што е благодарение на Никола Златев. Навистина. Па Добар ли тандем беа со Анџушев? Па мислам дека е еден од подобрите. Ако продолжеа натаки, приказата можеби беше поеднаква. Нема да завршиме со одговорот. Ти се откажа заради политички причини, односно спреткарање во фудбалот или политика во фудбалот, што не е добро. Па, Многу луѓе, многу спортисти се дистанцираат од фудбалот заради таа работа. па после на првочко 82-83 година Добро. се формира две македонски лиги, источна и западна втора лига. Така. Во источна втора лига се натпрвуват по 12 клубови. Од Кавадарци, Тиквеш и Бор, од Велес, Чиро, Чучук, Металург, Вардар, Неготино, Стојаково, Стојакова. Плячковица, Радовиш, Астибо, Штип, Рудар, Пробиштип, Бриганца, Делчево, Малеш, Берово, Напредак, Пехчево. Сите ги знаеш напамет. Па од каде што пола од екипите има амбиции за влевање во Прва македонска лига. Првиот клуб влеваше директно, вториот играше бараж. Так, и? На крајот на таа надпрвачко 82-83 година, благодарение на еден поволен, би рекол, распоред за Бор, Така е. во есенскиот дел гостувавме една страна, Тиквеш ни беше како домајчин, како го чекаме како домајчини, Во Кавадарци. и пак гостуваме една страна. А на пролетниот дел би играле 3 утакмици дома. Јасно. И го искористивме тие поволен распоред, го освоивме прво место, Вардар Неготино беше второ пласиран и играше бараж со Караорман. Вие беговте во Прва македонска Во лига. Прва македонска лига. А Тиквеш? Тиквеш негде заврши негде 5-6 место. И се возбудија духовите во Кавадарци. Што правиме сега? Бор влегува, Тиквеш останува. Тиквеш останува втора лига, се наоѓа едно соломонско решение што постои по законот на Така е. фудбалска федерација, со фузија клубове едно друго. Се направи една таква фузија, со таа фузија Тиквеш Бор
со име Тиквеш 1930 година продолжува да се преварува во Македонска лига. Добро. Росман, кој тоги испадна од Јужен регион да играе во општинска лига, со фузија останува да играе во втора лига, а Бор згаснува како клуб. И ти се откажуваш од фудбалот? Па Непосредно после тоа. Или еден период ти требаше да ги спознаеш некои причини. Влезе во Тиквеш, заиграли во Тиквеш. Новата екипа. Со фузијата на Бор Тиквеш, 7-8 до 10 играчи од ФК Бор отидоа во Тиквеш заедно да се створи по-голема конкуренција. Така има клима, да. Конкуренцијата колку придонеси за клубот, резултатите после се видоа после година-две. Клубот пак испадна од Македонска лига. Мака те прашам сега од една временска далечна дистанца, ако останеше Бор и останеше Тиквеш, такви како што беа правни лица посебни, ќе беше ли фудбалот малце на подруго ниво, ќе беше ли Бор поуспешен клуб од Тиквеш? Со добри услови за работа? Не знам, тоа не би можел да го... Дали имаше потенцијал кој ветуваше дека ќе биде добар спортски клуб? Бор имаше добро поставена управа. Добро. Ако таа управа тоа ги би направила обратно, би имал материјални средства, например? Не, материјални средства биле многу помали од колку што имал Тиквеш тоги. Навистина? Да. Ако таа иста управа би го направила исто, би взела играчи од Тиквеш да се појача. Добро. И клубот би играел успешно во Македонска лига, исто како што играел Тиквеш. Веројатно. Градот би имал само пак би имал еден клуб во Републичка лига, еден клуб би имал дали во втора Македонска, дали во Јужен регион. Добри ли фудбалери имаше Бор тоа време? Според тебе, како профил на фудбалери беа тие? На Тарувачката 82-83 година, кога се влева во втора Македонска лига и кога се формира две втори лиги, Исток и Запад, така? управата на Бор презимат една јако добра иницијатива, го заселуваат клубот малтене на сите позиции. Странно. Пано Недев доаѓа од Вардарски, се беше добар Пано Недев. Меѓу најдобрите македонски најдобри играчи. Меѓу најдобрите средни играчи во тој период. Ване Ташев, познат у градот Белич, од Габер иде во Тиквеш. Така е. Драги Шиков, мислам дали беше таа година или претходна, доаѓа на Банчо Шиков татко. Доаѓаат од Росоман Душко Кареов, Александар Кузманов и Лазар Симоновиќ. Јака екипа. Од Сопот доаѓаат Љупчо Филипов и Митко Трпчевски. Покојниот Љупчо. Да. И сигурно имаше некои други појачувања кои во моментот не можам да сетам. Трајче Стојков Зубац. Зубац, да. Он дојде во Дреново. И Бор, што се случи со тие играчи? Се створи голема конкуренција. Да. Цврс костур на тимот со добри припреми. Го почнаме шампионатот во втора Македонска лига. Кај се водеше мртва трка меѓу 4 екипи: Бор, Тиквеш, Брганци, Делчини готни до 2-3 кола пред крајот. Сите имаа подеднакви шанси за пласма на првите две места, директно влегување и бараж. Бор го на крајот заврши како прво пласиран, Вардар Неготни како второ пласиран. Каде игравте, каде трениравте и каде игравте официјално утакмици? Поголем дел од тренинзите беа горе на спортскиот стадион Јасмин, така. Еден тренинг или два во неделата на градски стадион. Ви давали тука на градски? На градски стадион и во неделините утакмиците се играа на градски стадион. Со облекувала тие сите? Сето протокол исто како да си домаќин. Добивате ли премии за победени утакмици? Тоа имаше како беше финансиската состојба? Символична ханарина со премии што према сегашните ситуации не може да се споредуваат. Борче, колку време поведете со фудбалот? Па негде на 83-4 веќе прекинав да играам така активно. Продолжив со породнини од Сопот така како од недела на недела. Добро. Жал ли ти е што го напушти фудбалот? Не би рекол. Не би рекол. Било време да се Меѓутоа сега наоѓате време за трчање. Вие сте маратонец на долги патеки. Трчате. И го водите успешно Меридијан клубот Атлетика од Кавадарци.
Би рекол успешно, бидејќи на волонтерска база работите сите, таму што сте го представувате кавадарци. Една убава спортска традиција, не сакате да ја згасите и сте упорни во тоа. Кажи ни, Меридијана Тетике, кога формиран пред 7 години, добро? така од пријатели, другари, дај да формираме Обично така се формираат. здружение, дај да формираме, одеме по локални трки из Македонија. Сега ви секате. После почнаме да одиме по-блиско тука до Грција, до Солун, Катерини, Порто Карас, Лутракија. Па сме били и речме и подалеку во Сплит. По колку атлетичари патувате не едно? Пред ковидот, кога можеме да користиме градски, општински минибус, добро, па одевме негде по 15-16 учесници, тука низ републиките и до Врајне, така, како поблиска дестинација, кај што може да соберат поголема група. А на вие подалеки дестинации со едно возило, 2 возила, со пријатели од Скопје до 3 возила да се комплетират. Сами се финансирате? Само финансирање, задните 3 години од општината добиваме како финансиска помош. Вие сте како здружение? Како здружение, како финансиска помош. И може да се види дека таа финансиска помош е искористена наменски, се организира полумаратон, веќе 4 години во Кавадарци. Добар полумаратон. Кај ќе доаѓат негде до 300-350. Многу добар полумаратон. Кај доаѓат негде 300 до 350 учесници. Да. Го промовираме градот во републиката и надвор од републиката. Боже, благодарам што ми беше гостин. Малку се подсетивме на тоа време од пред многу години, 80-тите години, кога вие бевте млад и кога во спортот зачевте. Тоа што ве викнав во емисијата, мислам дека е убав сигнал дека не се заборавени. Ви благодарам. Се него. Исто и јас. Збор го поврати фудбалот у Кавадарци, Тиквеш почна да пропаѓа. Добро. А ние се собравме таму едни ентузијасти исто, Лазито Ристов, Така. Целе, како секретар на комитетот, Лазо беше председател на синдикатот. Иначе и двајцата вработени беа у комбинатот и ај ќе правиме екипа, ај да направиме комбинатска една екипа. Ти ќе бидеш тренер, ја не сакав, не ќе бидеш ли тренер, ај ќе бидам тренер. И така почнаме да собираме екипата и ја формираме добра екипа направиме. Кај трениравте? Тренираме горе на спортскиот центар. А после кога почнавме да се такмичевме, баравме малку да играеме и на травнатиот терен овдека. На големиот стадион. Па имавме сукоби со Блажо Малинков беше на Тиквеш тогаш тренер, па не пушта, па едно чошече зеиме таму да дуиме, па расправи. И на крајот ние освоивме прво место, а Тиквеш остана, не влези у Македонска лига. Ние влеговме у Македонска лига. Вие сте направиле подобар тим отколку Тиквеш. Отколку ти Тиквеш. И да правиме фузија, да направиме фузија, да не загине името на Тиквеш, да се вика Тиквеш 2, вака да се вика Росоман, да ќе ја префрлиме едната екипа у Росоман, другата ќе биде вака, политичарите прават некои комбинации. И ајде шо више они притисок, да направиме фузија меѓу нив, кој ќе биде фактички, тренер. вие сте работеле за доброто на фудбалот во Кавадарци. Да. Кој ќе биде тренер, па вика тренери ќе бидат одбор. Перо Анđушев и Коле Златев. Така е. На наследната Никола сила. Златев, да. Никола Златев. Он ќе биде. Блажо малку се побуни зошто не е он. Па вика Коле заради тоа што е син на Наце Златев. Шо има врска бе Блажо тоа? Коле дипломира на ДИФ у Белград. Дипломска работа му е фудбал. Играеше за подмладокот на Тиквеш у фудбал. У Белград кога отиди за Рад Белград играеше.
Не е некој аматер што може да биде. На него останува фудбалот. Ја и ти му викам што иеме бре. Немаме ништо ни од фудбал. Благодарение на добри тренери што снималете и што игрееме, па нешто научиме од фудбал. И така една расправија дојди, почнаа да прават некои неубави работи. И една утакмица пред да почне утакмицата, ја викам, евија екипата, ја преко врата и си заминев. Крај. Не, Тоа беше крај со фудбалот воопшто? Не. Добро. Крај со тоа почнав после у Габер. Работев во дрвни комбинат, имаше таму една млада гарнитура ентузијасти, направивме клуб Бор Кавадарци. Во управниот одбор беа се едни добри луѓе како Лазар Ристов, Миле Камчев, брат му Ристо, Ристо Стамаджиев, покојниот Цветко Ивчев, Стојче Црфата и така натаму, и направивме една екипа Бор Кавадарци која што доста добро котираше и избори пласман во првата македонска лига. Тоа многу малку го знаат, особено овие генерации, дека едно време можеше Кавадарци да формира и да живее со уште еден фудбалски клуб, а вие го направивте Бор. Не, ние го направивме Бор, меѓутоа кога Бор влезе во првата македонска лига, веќе избори пласман, Тиквеш излезе. Аха. И бидејќи Тиквеше име со традиција. Така. И тогаш настана, мислам, не настана, се створи една, како да кажам, клима дека Тиквеш би требало да остане. Не беше целта на Бор да Тиквеш не живее, а Бор да биде голем клуб и така натаму, и се направи фузија и од тогаш Тиквеш стана ГФК, градски фудбалски клуб Тиквеш, бидејќи мораше нешто да промене во името, затоа што беше излезен од Македонска лига, а до тогаш беше фудбалски клуб Тиквеш и само ставија едно Г напред градски. Многу ми не знаат, меѓутоа оние што не знаат, вие заминавте во Соединетите Американски држави 80-тите години и од 2000-те постојано сте таму. Дали се интересирате за фудбалот, за овој Тиквеш, за оваа време и воопшто за фудбалската игра во светот и каде се? Јас во Америка никогаш не сум останал подолго од 8 месеци, а да не сум присутен у Кавадарци. И секогаш ги гледав утакмиците кога Диме Каров и Томе Хадживсилев го водеа клубот во нашата прва македонска лига. Стално се интересирам за Тиквеш и сега се интересирам. Еве некња бев на утакмица, пред да го продолжам разговорот натаму, одговорот. Го гледав Тиквеш на пријателска утакмица со победа Прилеп и пријатно сум изненаден од доброто играње на децата. Се на многу добар пат да го вратат Тиквеш на тоа место кај што му припаѓа во Македонија, бидејќи дечките ме уверија дека може да се носат со сите екипи у прва македонска лига. Секоја чест за луѓето што го вратиле Тиквеш, а јас вака носам многу добри впечатоци од таа
пријателска средба со Победа, кај што играат и странци, меѓутоа нашите деца беа равноправни со они, дури во некои делови на фудбалската игра беа и понапред. Значи му предвидувате на овој клуб враќање во прва македонска лига и успех во... Ако продолжат вака, тоа не бега. Овде е една слика со брат ми, заедно отидовме војска, 76-та година, во исто време, во исти град. Како тоа успеате така? Ами, така беше. Се можело, мислам, тоа време се можело. На некој начин бевме повластени граѓани, знаеш, па можеше да се влезе и во некоја така поситна местенка, да речем. Убаво. На оваа слика е екипата на Бор Кавадарци, која што избори пласман во првата македонска лига. Добро да и кажеш играчите. Играчите, голем дел од играчите на Тиквеш беа присутни. Тоа е брат ми Ангел Леов, па Ангел Темков. Добре. Тие играчи ги задесивме, таму ги најдовме, не ги најдовме тие игра, ние го наследивме местото од ФК Југ. И ова е Бранко Шемов, Лазар, Лазеш Кути, Бојаджиев, Аце Коцев ни беше голман, јас сум тоа Трајче Леов, Бинаров едно момче добро беше, ова е Васе, Ангел Настов Джанго, Светозар Петревски и Џумето, си кажам, му го заборави презимето. Јака екипа. Џумето, тие беа дел поминати преку Тиквеш, дел поминати преку подмладокот на Тиквеш и дел од градските. А ова е па екипата на мојата работна организација, посебна Тиквеш Комерц, таму јас работев, на работничките спортски игри во Кавадарци, го освоивме првото место и отидовме на регионални некаден во Гевгелие. Тие беа многу популарни и тука има некои луѓе кои што би требало да се спомнат. Тоа сум јас, ова е покоен Камо еден човек, па Коле, па Блажо, Бранко Шемов тука е, Ангел од Шивец. Ова беше едно момче, сега ми счини е таксист, му го заборавив името, Диме Боев и Џоко Лазов, Фишекот. Тој ни беше тренер на екипата, селектор.